Врвот на владата бара одговорност за случајот со екс-шефот на УБК Сашо Мијалков. Премиерот вели дека е разочаран од неговото бегство, бара институциите веднаш да преземат мерки за тој да биде пронеден. Заев негира дека во позадина на исчезнувањето на некогаш еден од најмоќните луѓе во земјава, сега противник на актуелното раководство на ВМРО ДПМН, стои договор. Апсолутно дека нема политички договор, прво јас сум среќен што како прво извршната власт сме обезбедиле услови во време после режим, после плячкање на државата, со сите бесни пари, со сите влијанија и моќи, е организиран правен процес кој што еве финишира. И тој правен процес очекувам оваа седмица, како што е најавено, да финишира. Тоа го очекуваат граѓаните. Уште еднаш потенцирам. Јас, а и нашиот народ е разочаран и очекува лоцирање и негово пронаоѓање, за да може да биде исправен пред соопштувањето на пресудата и доколку биде осуден, секако да се лежи казната. Второ, очекувам комплетно детали, како јас, така и нашиот народ. Еве и вие новинарите. Што се случило, каде бил, како е спроведено решението, зошто не е пронајдено лицето или слично. Тоа го очекувам и секако, согласно тоа, најавувам одговорност. Дали ќе биде БЈБ, дали АНБ, МВР, премиер или било кој, ако има погрешено. За ВМРО ДПМН бегството на Мијалков е врвна, како што го нарекува криминалната коалиција обелоденета во октомври 2018-та, кога Сашо Мијалков беше исклучен од оваа партија. Од тогаш датира нетрпеливоста меѓу Мијалков, некогашната сива еминенција во ВМРО ДПМН и партиското раководство предводено од Христијан Мицкоски, која требаше да кулминира со вонреден конгрес во март, на кој се планираше смена на актуелниот лидер. Оливер Спасовски молчи, Радмила Шетиринска ја нема никаде, а Зоран Заев жали и ја префрла вината. Имаат 24 часа да го обезбедат бегалецот од правдата. 24 часа Зоран Заев, Оливер Спасовски и останатите од владата да го обезбедат бегалецот од правдата. Затоа што се што зборувавме изминатите години, а и што го зборуваме денес, се потврдува. А тоа е дека со Македонија владее криминална коалиција. И шефот на државата бара институциите да ја завршат работата и Мијалков да биде спроведен во притвор. Вакви случувања се неприфатливи за земја која очекува да започне преговори за членство со Европската унија и која напорно работи на реформирање на правосудниот систем и градење доверба во правната држава. Ова ги дискредитира напорите и надеждите за справување со криминалот и високата корупција, се вели во соопштението од кабинетот на Пендаровски. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.